Денес се береа единствените дрва на урми во регионот. Димко Младеновски, кој повеќе години одгледува екзотични овошје на неговата мала плантажа во Свети Николско, задоволен од бербата. Во Овче поле, тука поготово во овој крај, многу добро успева за, така да кажам, несвојствено за ова поднебе. Се бере некаде ова време, некаде 1 до 15 октомври и така, свежа се конзумира, доста е вкусна и од неја се може да се приготват, така да кажем, вкусни плодови, односно да се спрема као модра слива, сушена. Овој ентузијаст вели дека урмата овде успешно се адаптира и дава одличен род. Од едно дрво набрав некаде околу 40 килограми плод. Од тие нешто дадов на пријатели, на роднини, нешто дома конзумирам и така преку зимото ги сушам. Не бара никакво прскање, никакви посебни услови, едноставно да се на почетокот кога се посади првата година бара малку повеќе вода, понатаму се осамостали и прекрасно дрво за гледање, а за не кажам за вкус и за јадење, конзумирање. Светиниколските урми сега се вистинска атракција за сите од овој крај и никој не оставаат рамнодушен. Интересот е голем, зашто многу од нив и не можат да го препознаат свежиот плод. Па многу се чудат, сите што поминуваат се чудат, сите прашуваат што е, ми кажувам века како успева тука, нели? А кинезите тука што прават пато, тука доваѓаат секој пат и прашуваат. И сакаат да и наберам. Имам доста побарување од пријатели и од така познаници. Јас дадов на неколку кумине, сега имам уште на 5 луѓе обечено и тоа ќе го сторам. Димко во овоштарникот засега има 7 до 8 стебла од урмите, но размислува и за зголемување на својата екзотична плантажа. Имајќи во предвид дека не бара посебна нега, посебни услови за одгледување, не се третира, испаѓа као еколошко, чисто, здраво растение, здрави плодови, а зашто да не нашиот пазар да се појави несвојствено дрво и као такво треба се размислува понатаму. Јас да ви кажам исто размислувам да го ова проширам. Освен урми, Младеновски успешно одгледува и банани, киви, авокадо и вкрстени овошја.